Широм Македонија постојат мноштво традиционални обичаи со кои се одбележува најголемиот христијански празник Божик, кој се слави на 7 јануари. На овој празник му претходат Бадниковата вечер и Коледа. Според многумина, овие празници имаат моќта да го сплотат семејството. Сега ги молам од режија да го опуштат прилогот кој ќе не поведе поблиску до денешната тема за разговор – традиционалното одбележување на Коледе и Бадник. Режија? На Бадник, уште од самото утро во секоја куќа се слуша гласот на децата коледари, кои со коледарски песни за здравје и берекет го символизираат гласот на ангелите за раѓањето на Исус Христос. Домаќините им дават костени, ореви, јаболка, круши, за да го зачуваат овој убав обичај кој се пренесува од колено на колено. Најмногу луѓето ни даваат овошја сега. Например, мандарини, портокали, јаболка, костени, јаболка, кребананчиња, круши, портокали, мандарини. Децата радосни ги пеат традиционалните бадникарски песни. Сива, сива гулабице, каде си се осивила, таму горе на небото, што имаше, што немаше, празна чаша, рујно вино и коната. Современиот и модерен начин на живење допринесува за напуштање на овие обичаи. Не е исто, не е исто. Помалце децата се повеќе по дома, по компјутерите сега. Мада мојот син е голем, веќе 31 година. Во негово време повеќе мислам дека се дружеа. Некои знае колку ме се дружеа повеќе. Овие се денови кога секој треба да го заборави лошото и да и даде можност на добрината да ги устреки луѓето. Сите треба да се обидат да стават насмевка на своите лица. Му го честитаме Божикот на сите луѓе. Истовремено со овој ден завршуваат и божикните пости. Се раќаме во студио, како што кажав на самата најава на почетокот на утринската емисија Деница. Мој денешен гостин ќе биде етнологот, односно тука е Мери Стојанова, етнолог во музеот во Битола, со која што ќе разговараме повеќе за традиционалното одбележување на Коледе и Бадник. Најпрво добро утро, ви благодарам на тоа што ја прифативте поканата и сте мој денешен гостин. Среќни новогодишни и божикни празници. Благодарам на поканата, секогаш е чест да се искористи приликата прво да се честита еве јавно почетокот на новата година и секако да се гостува во една емисија во која што ќе имаме можност да проговориме помалку или повеќе за традиционалното прославување на овие божикни, предбожикни празнувања. И сега, од самиот почеток, од каде потребата кај македонскиот народ во ова поднебје да се прославува, да се одбележуваат вака како што се одбележуваат овие празници, Божик, Коледа? Значи, не зборуваме за некоја конкретна потреба. Одбележувањето на овие условно речено божикни празнувања, велам условно затоа што нели започнуваат ден, односно 2 дена пред самото чествување на Божик, се нешто што е својствено за поширокиот балкански културен реал, каде што реално најголем дел од традиционалните верувања и традиционалните празнувања се испреплетуваат со овие христијански верувања и реално има испреплетувања и културни, така да голем дел од елементите се својствени и за поширокиот, како што споменав, за поширокиот балкански културен ареал, значи за прославувањата кои што се врзани со српската традиционална култура, традиционалната култура кај бугарите, македонците и така натаму. Интересно. Пред да започне нашиот разговор, разговаравме нешто околу предхристијанскиот период, паганството, сето тоа. Кај нас
повозрастните имаат одредени обичаи кои што ги практикуваат за време на овие празници и околу сите празници кои што ги имаме во текот на годината. Ајде малку повеќе за таа терминологија, како зошто не паганство, зошто предхристијански период? Условно речено, терминот паганство асоцира на нешто што е погано. Значи, во тој контекст самиот поим носи нешто што има негативна конотација, барем така е општо прифатено. Така да во современи услови се оди кон тоа да се најде некој посоодветен термин, така да многу често и особено во научните кругови една посвојствена терминологија која што сега се користи е терминот предхристијански верувања, затоа што неусловно од аспект на традиционалната култура станува збор за некои негативни ритуали, негативни обредни елементи присутни во современата традиционална култура на македонското население. Сега кога зборуваме за тоа зошто предхристијански верувања, фактички голем дел од традиционалните верувања, односно поединечни елементи, со текот на времето се инкорпорирале и станале дел од таа христијанска култура, или како што во науката е општо прифатено, фактички христијанството, за да се доближи многу повеќе до населението и многу повеќе да може и побрзо да се шири, прифатило дел од тие традиционални верувања, дури сменувајќи или прилагодувајќи го постоечкиот народен календар кон собствените христијански светители. Така да тоа представува една симбиоза во која што јас не би рекла дека постојат негативни и позитивни елементи, туку е во вистинска смисла една симбиоза на народните верувања, на традиционалната култура и на современата христијанска религија. Да се навратиме сега на одбележувањето на Коледе, на Бадниковата вечер и на самиот празник Божик. Познати ни се историските позадини на овие празници, но кој е нивното значење за народот? Верувам дека имате направено мноштво истражувања. Во овој контекст, значи, ние кога зборуваме за традиционалната култура, јас сега би зборувала повеќе за тоа како е во народниот календар прифатено празнувањето и кои се обредните елементи кои што се уште присутни и денес. Не би зборувала, значи, за христијанскиот календар, бидејќи нели за тоа не сум, што би се рекла, доволно компетентна. Меѓутоа, генерално, божикните празнувања започнуваат уште со празникот Игњат, Свети Игњат, кој што се празнува по новиот календар на 2 јануари, од кога започнува овој циклус на новогодишни празнувања. Дел од активностите кои што денес фактички започнуваат со палењето на коледарските огнови се својствени само за Битола. Тоа е носењето на спилјонот со кој што децата шетаат во градот во вечерните часови, собирајќи пари, пејки соодветни песни. Фактички, ова е еден рецидив кој што е останат, кој што е се уште присутен во Битола, во Охрид, додека во поголем дел од другите градови во Македонија воопшто и не постои, се предпоставува според некои компаративни анализи кои што се досега правени дека тоа е некој рецидив од католичкото влијание во периодот на Првата и пред Првата светска војна, и тоа е еден вид на театарски представи кои што со текот на времето се видоизмениле, добивајќи го во денешна смисла ова што ние денес го гледаме, односно што вечер ќе го видиме со посетата на децата во голем дел од домовите. Фактички тоа е еден рецидив од некогашните театарски игри посветени на Христовото раѓање, познати уште во терминологијата како вертеп, така да фактички од вечер со посетата на децата со спилјоните и палењето на коледарските огнови фактички започнува тој божикен, ајде условно да го наречам, циклус на празнувања. Огнот, палењето, значи, и претходно имал некакво значење. Денеска има некое кај
во современото живење со палењето на огновите, нешто сакат да упатат луѓето? Повторно ќе кажам, традиционалната култура не е еден статичен систем. Тоа е еден динамичен систем кој постојано се развива, поедини елементи исчезнуваат, се појавуваат некои нови, тие се инкорпорираат на различен начин. Се разбира дека палењето на огновите го нема истото значење што во минатото го имало за населението, кога целокупниот живот на луѓето бил организиран во зависност од временските услови, кога започнува еден циклус на аграрната и сточарската година, кога започнуваат и се вршат различни обредни и магиски дејства во контекст на тој почеток и на успешна родна година и така натаму. Меѓутоа, она што како основна функција огнот го има и не само во нашата македонска традиционална култура, него и во поширокиот балкански културен ареал, па и во светски рамки, е неговата лустративна функција. Значи, тоа е прочистителна функција во суштина, поедноставно кажано, која што огнот ја има. Од една страна тој асоцира како еден од 4 елементи неопходни за живот на земјата. Фактички, од една страна тој го има тој позитивен момент да разгори и да инициира плодородие, а од друга страна да го изгори тоа што останало негативно од претходната година. Така да таа двојна функција на огнот не е присутна само кај него, кај ова елемент, тука и кај други обредни елементи кои што се јавуваат не само во божикниот циклус на празнување, туку и генерално во други обреди. Инаку палењето на коледарските огнови, односно на огнот како еден обреден елемент, е доста присутен и во текот на летото. Значи, за време на иванденските празнувања се исто така во минатото се палеле познатите иванденски огнови, така да тоа е една категорија која што е доста често застапена во голем број традиционални култури. Се навратиме на прилогот што го погледнавме пред да го започнеме разговорот. Во руралните средини, јас колку што сум информирана, утре шетат дечињата од куќа на куќа и собираат дарови. Кога започнало тој обичај и како настанал? Па почетоците на коледарството не се нови, нормално тоа е еден, како што споменав, елемент кој што според едни толкувања се смета дека постоел уште кај словените пред нивното доаѓање на овие простори, а според други дека тие го прифатиле како соодветен елемент кога се населиле од римјаните. Така да, правејќи го нормално тука со адаптации и прилагодувања, меѓутоа моментот, тука е најважен моментот на дарувањето. Фактички и коледарството како такво има една општествено обредна и социјална функција, особено во руралните средини, повторно поврзана со таа аграрна магија, со почетокот на стопанската година и така натаму, а исто така имајќи, како што рековте, во предвид дека тоа е период кога семејствата се собирале во домовите, значи кога сите било добро, една народна поговорка вели кај да си за Божик дома да си. Така да тоа е, повторно ќе кажам, тој рецидив кога во минатото заменувале луѓето и на печалба, значи таа аграрна година, сточарска година започнувала од Ѓурѓовден до Митровден. Меѓутоа после Митровден сите, особено мажите, се враќале во своите фамилии, така да Божикот е еден ден, еден празник, да речам, кој што представува се протега во еден подолг временски период кога семејството е комплетно. Така да повеќе има социјална функција отколку се разбира и забавна, особено за децата. Сега, вие споменавте дека тоа е својствен празник за руралните средини. Не е точно, бидејќи во Битола до пред неколку години, денес веќе поретко, деца коледарчиња одеа по улици, меѓутоа по домовите и собираа различни производи кои што домакините ги приготвува и за сметка на тоа требаше да добијат, односно да упатат благослов кон домакините за нивното дарување. Значи тоа е една двонасочна функција на давање и примање, меѓутоа сето тоа проследено со една
позитивна мисла и позитивна желба за благосостојба и на едните и на другите. Комерцијалното обкружување си го прави своето. Повозрасните, многу од повозрасните овој период веќе постат. Денес, како што напоменавме, и Свети Наум Охридски празникот, но помладите некако постот замрува. До некаде се поставува на рамниште на помодарство. Но ако се навратиме во минатото, во текот на овие празнични денови, особено на Бадниковата вечер, има својствени артикли на трапезата, постна храна. Ама сега, значи, како што споменав, со комерцијалното пристапување, се повеќе се мешаат работите. Во минатото, која е била целта на постот? И во минатото и денес фактички целта е иста. Со постот се означува влез и постот ја обезбедува ритуалната чистина на човекот како битие, ако може така да кажам. Значи, функцијата без разлика дали зборуваме за предхристијанските верувања, дали зборуваме за тоа како постот бил инкорпориран или денес се толкува од христијанската религија, пак ќе кажам, ја има идентичната функција да обезбеди чистина на телото, бидејќи нели како почеток на еден нов годишен период ние треба да влеземе како чисти битија, како духовно, така и физички, така да тој пост ја има истата функција без разлика од кој аспект ние ќе го гледаме и во минатото и во денес. Се согласувам дека делумно постот можеби во современи услови е третирани како помодарство, меѓутоа тоа е еден период кога ние забележуваме, значи по еден подолг период во периодот на социјалистичкото живење на населението, кога еден значаен дел од религиозниот живот, од обредната пракса и традиционална и црковна биле ставени во втор план за сметка на некои други верувања. Денес некако постои своевидна ревитализација која што не е својствена само за македонското население, туку тоа е нешто што е забележено и во широките простори на Балканот, па и во Европа, можам да кажам. Тоа е потребата на луѓето секогаш да веруваат во нешто друго. Најверојатно сега и наједноставно кажано, бидејќи тоа е еден веќе поширок комплекс за дискусија и сега сметам дека не е место во оваа емисија да зборуваме за тоа, така да од тој аспект во главно постот ја има функцијата на обезбедување на ритуална чистина на луѓето. Дали постојат некои особени митови и легенди кои што се поврзани со овие празници? Доколку зборуваме сега митови и легенди, јас не би ги третирала како митови и легенди, повеќе би ги третирала како традиционални верувања. Значи, се разбира дека постојат и дека тој циклус на ваквите верувања беше многу поголем во минатото, бидејќи сега и од современ аспект луѓето се помалку сметаат дека тоа е важно од една страна, а дури и тие кои што потајно веруваат во сето тоа, некако се страмат јавно да го искажат, сметајќи дека тие традиционални верувања или традиционалната култура воопшто е нешто што е застарено, нешто што не вреди да се памети. За жал, тоа е нешто што за нас, стручните лица, за етнолозите, е многу лошо, бидејќи е многу тешко да се обезбедат такви информации и со тоа да се обезбеди еден континуитет на познавање, едноставно да кажам, на нашата традиционална култура. Бидејќи овие празници го имаат презнак од раѓање, новост, убавина, како што споменавме, сплотување на семејството. Како да направиме во тој, ајде условно да кажеме, стар дух, ама се паметат и подобри времиња, се порелаксирани, не турбулентни. Како да ги направиме празниците, чествувањето на овие празници да биде подобро и порелаксирано? Знаете како сепак во овие современи услови тоа е индивидуална
одлика на секое поединечно семејство и предпоставувам на секој поединец и секоја единка, што ние за жал забораваме многу од нашите традиционални и семејни вредности, современиот начин на живење, значи ајде сега условно да речам несоодветното работно време за многумина, значи се помало присуство во домовите, особено за родителите, и на тој начин доаѓа до слабење на тие семејни врски, па и губење на тие традиционални вредности, значи на почитување на вредностите на заедништвото во семејството и така натаму. Така да сметам дека не постои можеби некој баш конкретен механизам, туку тоа треба да биде еден сплет на околности, еден сплет на елементи кои што треба да бидат или активности превземени во насока на обезбедување на таква сплотеност семејна. Иначе се разбира дека секој од семејствата наоѓа свој начин и свој модус како тоа да го трансформира и да обезбеди таа сплотеност во рамките на овие семејни празници. И се разбира не секогаш успешно, меѓутоа сметам дека сепак таа некоја семејна нишка и денес се уште присутна кај голем дел од македонските семејства. Човекот, барем јас сметам од она што го гледувам секојдневно и во комуникацијата со луѓето, дека имаат потреба да веруваат во нешто повисоко, имаат потреба да чувствуваат некоја повисока заштита, да не се чувствуваат дека се оставени сами на себе, како што викаат книжевниците во ова беспак или поетите. Так. Како да се свати големината на сето тоа? Видете сега... И таа трета заштита, виша заштита. Така, се согласувам дека најголем дел тука игра општата поставеност на работите во општеството, да речем, значи во пошироки рамки. Луѓето во принцип, чувствувајќи се од една страна безпомошни за да решат дел од своите, ајде условно да речам, секојдневни екзистенцијални проблеми, најлесно е да веруваат во нешто друго. И тука нема ништо лошо, да се разбереме. Ние секогаш сакаме да направиме некоја строга дистинкција на црно или бело, меѓутоа некогаш работите се повеќе сиви отколку бели или црни. Така да од тој аспект мислам дека не постои лоша страна, може би се разбира, доколку не се премини во екстремност во верувањето. И тоа е еден модус како луѓето на некој начин си обезбедуваат собствен мир. Од друга страна, како да кажам, повторно сметам дека за жал за тоа што ние упорно се трудиме да прифатиме некои нови трендови, некои нови збиднувања, ги забораваме нашите традиционални вредности. И јас многу често кога ќе кажам со што се занимавам, што работам, особено младите прво не знаат за што воопшто зборувам, а кога ќе се обидиш да им објасниш, тоа е нешто досадно, тоа е нешто застарено. Така да сметам дека многу повеќе внимание треба да се обрне на тоа како ние ја трансформираме и ја пренесуваме нашата традиционална култура од генерација на генерација, за да не ги заборавиме вистинските или суштински значења на поедини обредни елементи. Се разбира, тие обредни елементи сега ја губат функцијата, значи во период кога ние можеме да влијаеме на различни начини врз плодородието и така натаму, не зависиме многу од тоа дали во бадниковиот оган, во коледарскиот оган и во минатото бадниковиот оган, значи кога во секое семејство постоело внатрешно огниште и кога се извршувале различни гатачки обреди за да се гата каква ќе биде годината која што предстои, имале друга функција, сега е тоа веќе одамна загубено. Меѓутоа не е лошо да ги помниме и да ги пренесуваме таквите сознанија од генерација на генерација. Особено во ова пластично време, на некој начин. Се разбира, да. Бидејќи спомнавте дека младите луѓе помалку знаат вашето поле на интереси. Така. Дали зашто често поставуваат прашање кога се однесува на традицијата, на обичаите? Генерално, како што ви реков, интересот не е
толку голем, значи се поаѓа од аспект на тоа дека тоа е нешто застарено и досадно и дека апсолутно нема никаква функција Но, во ако тргнеме, современи се услови. извинувам, ако тука има едно големо поле на интереси што се однесува на македонскиот фолклор, кој што е огромно богатство. Мелодијата, тука е носијата, па и обичаите кои што веќе имаат многу пишувано и браќата Миладиновци, Кузман Шапкарев, па и во поново време. И она што го читав последно на интернет беше дека странците се многу заинтересирани за обичаите, за традицијата. Па се разбира, јас уште на почетокот на емисијата ви споменав дека за жал ние некако се трудиме многу повеќе да прифатиме нешто што е туѓо, наместо да го зачуваме она кое што го имаме. Значи во некои од културите, пример, кинеската традиционална култура, јапонската традиционална култура, каде што поедини обредни елементи или традиционални вредности се обидуваат со децении да се пренесуваат и столетија од генерација на генерација, ние се наоѓаме во ситуација дури кога ќе бидеме прашани, значи да речеме, не, тоа не е интересно, не важи, не е значајно за да го познаваш и така натаму. Од друга страна се согласувам со тоа дека најголем дел од луѓето кои што доаѓаат од страна се фасцинирани од тоа што ние како традиција можеме да го понудиме и затоа споменав дека тоа може да го промениме само преку еден константен систем на образование на современите генерации. Значи не зборувам тука за да наметнеме ние некои современи небулози на луѓето, значи да ги натераме да веруваат во нешто, во надприродни сили или нешто слично. Меѓутоа, луѓето имаат една особина да секогаш негираат нешто што не доволно го познаваат. Значи да, првиот впечаток е таков за многумина кога дискутираме зашто станува збор, значи што е тоа етнологија и децата и повозрасни. Меѓутоа, кога ќе навлеземе која е суштината на поедини обредни елементи, тогаш е веќе малку поинаква перцепцијата, да, ова било интересно, па и не е така досадно. Знаете како сега, тоа е едноставно процес на кој што мора да делуваме и да действуваме. Секако. Се надевам дека во иднина многу повеќе ќе се посветува внимание како од идните генерации, така и од сегашните. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во Деница. Ви посакувам многу успех во понатамошната кариера и среќни божикни празници. И јас ви се заблагодарувам прво на поканата и на можноста да проговориме малку на оваа тема. Се надевам дека споменавме некои помалку или повеќе интересни детали од делот на традиционалната култура и секако ви посакувам и вас, како и на гледачите, среќна нова година и ви ги честитам божикните празници. Ви благодарам. Благодарам и вам. Ние почитувани, одиме понатаму со утринската програма.